поред ова чествување на господинот Саме Лимановски Жерновски, поет кој ќе се појави од оваа, што викаше он, дива река Радика, од име на Сојузот на македонците со исламска религија, како почестен преседател, сакам да ве поздравам сите, да ви заблагодарам што дојдовте, да го исчествувате делото на доктор Нијази Лимановски, во исто време со Саме Лимановски Жерновски, и сега јас, да не говорам многу, би го поканил преседателот на Сојуз на македонците со исламска религија, господинот Златив Пајковски. И како домаќин ќе ме запознае. Драги пријатели, драги гости, дозволете ми од името на граѓаните на Реканскиот крај, особено од името на граѓаните на Жировница и од моје лично име, да ве поздравам, да ви посакам пријатен престој во овие убави предели на Долна река во Западна Македонија. Моментот кога се одлучивме да го правиме ова чествување и кога се одлучивме да го правиме баш тука, во родниот крај на Саме Жерновски, беше од исклучително значење за мене особено, затоа што ова е за прв пат да се прави чествување на големиот поет, големиот македонец, визионерот Саме Жерновски, мојот драг учител, мојот соселанец, кој што се роди и почива во Жировница. Јас многу учев од него и сите генерации што беа после него. Например, ве научив како се сака сопствената нација, како се сака Македонија, како се сака македонштината. Научив дека, иако сум по име Латив, иако припаѓам на исламската религија, но тоа воопшто не ми пречело и не ми пречи што се чувствувам како македонец. Затоа што тоа го бараат моите предци, кои што во одреден период на историјата го примиле исламот како сопствена религија, нивните наследници до ден денешен го негуваат, го чуваат, но исто така ги задржале сите оние особености и карактеристики што ја чинат нацијата. Прекрасниот мајчин македонски јазик, обичаите, традициите, навиките, топонимите, ако сакате. Гор сум што сум живеел во село каде што делуваше учителот Саме Жерновски, кој што битката за себе изнаоѓање, битката за осознавање на македонците со исламска религија и нивното дефинитивно присоединување со матичниот македонски народ ја водеше преку песната, преку неговото перо и секогаш се трудеше да докаже дека нашата припадност на исламската религија и нашата припадност на македонскиот народ треба да бидат наша предност. Но за жал и во негово време, дури и ден денеска, тоа е наш хендикеп. Ние и ден денес се уште се трудиме да се докажуваме на своите, да се туткаме во пазувите на матичниот македонски народ и да кажеме дека всушност нашата религија во мултиетничка Македонија и понатака треба да биде наша предност во градењето на добрите меѓуетниски и меѓуверски односи. Чувствувајте се опуштено, радувајте се на овој момент заедно со нас, уживајте во убавиот воздух, гледајте убавата Радика и овој прекрасен објект во состав на манастирот Свети Јован Бигорски. Благодарам.